Ова година, значи, се случува под специфични околности, со ова учење на далечина, онлайн настава. И ова веќе ни е втора година како ги реализираме овие активности во рамките на проектот. Но, како што кажав, значи, ова година малку е поспецифично. Меѓутоа, и покрај карактеристичната состојба, сепак нашите ученици успеа да осмислат, да креираат и да подготват пораки на темата која што, ајде, ја знаете, меѓутоа јас не сакав да ја откривам, за која тие сметаат дека е доста актуелна и сметаат дека ќе допре до сите оние кои што ќе ги следат овие активности и повеќе. Прво јас, значи, како наставник по граѓанство и заедно со Јованка, значи, како, да речем, реализатори на овие активности, заедно со учениците, сакам да упатам благодарност до носителите на денешните активности, а тоа се учениците од 8 и 9 одделение, кои во изминатиот период целосно беа посветени на активностите, кои сами ги инициираа и ги заработија. Понатаму до наставничката Јованка по граѓанско образование, со која заедно бевме тука, за учениците, за секоја нивна сугестија, насока и мислење за нивните идеи, до педагогот Дијана, со која реализиравме анкета во училиштето на соодветната тема, до наставничката Елена по информатика за целокупната нејзина поддршка од техничка страна и секако огромна благодарност до нашата директорка која секогаш е поддршка во реализација на училешните активности и вакви проекти. Ги поздравувам и присутните гости, значи пред се советничката Зора Бушовска, која ни овозможи да ги остваруваме и реализираме овие денови. Требаше да се тука и представниците од локалната самоуправа, меѓутоа оправдани причини не се присутни, но ќе имаат можност во иднина да ги гледаат активностите на нашата веб страна на училиштето. До председателот на Советот на родители. Сега ќе влезе на вратата, ќе успеа. Да почекам за да го поздравам? Продолжи, после ќе поздравам. Да, добро. Значи, до председателот на Советот на родители и до председателот на училишниот одбор. Благодарам. Добро. Се надевам дека ќе уживате во денешните презентации на учениците, затоа што сепак тие се нашата иднина. А сега збор ќе дадам на наставничката Јованка, која ќе ве запознае малку подетално со тоа како се одвива нашите подготовки за реализација на овој ден. И благодарам и уживајте. Ти благодарам, Сонја. Добар ден и од мене. Јас исто ќе се заблагодарам на целиот тим кој што беше вклучен во реализацијата на проектот, како и за поддршката која што ја добивавме во целата подготовка. Јас накратко ќе представам како ние работевме се до овој ден кога ни дојде и реализацијата или представувањето на она што го сработивме како тим. Одржувавме секоја недела онлайн состаноци на која што сите заедно споделувавме различни идеи, насоки и мислења. Со оглед на тоа дека идеите сакавме да потекнат од учениците, ние употребивме алатка Mentimeter, на која што учениците даваја предлог на идеи за кои што би сакале да работат во овој проект, а потоа од понудените теми има можност да гласаат, односно да направат еден избор за која тема ќе се насочат сите и ќе креираат за таа тема. Ја избраа темата, започнаа да работат, на останатите состаноци учениците презентираа што имаат сработено, сите заедно дававме дополнителна техничка поддршка каде што требаше, дававме дополнителни идеи или насоки каде нешто може да се подобри. Откако сето тоа се представи на најдобар начин, ја спремивме ова денешна презентација, односно учениците самите сега ќе ви се представат со она кое што го креираа. Јас ќе кажам едно големо браво пред се за учениците, затоа што навистина беа доста креативни, како и посветени на тоа кое што го работеа. И навистина ќе кажам дека во многу мала мера ние како наставници бевме вклучени за тоа што и како тие да изработуваат.
компјутерски и технички навистина се опремени, односно самите го имаат знаењето кое што им е потребно за сето ова кое што ќе го видите да го изработат. Јас сега ве препуштам во рацете на учениците, односно да уживате во нивните изработки и темата на која што понатамошните изработки ќе ги представат е насилството низ призмата на учениците. Ви благодарам и се надевам дека ќе уживате. Уживајте. Ви благодарам. Многу деца, особено тинејџери, се жртви на насилство. Тоа представува еден огромен проблем на глобално ниво. Со цел да ја разбудиме јавноста и да ја запознаме со сето оно со што се соочуваат децата, а не треба, ние, учениците од 8 и 9 одделение од Општото основно училиште Христо Узунов, се потрудивме на различен начин да го представиме секојдневието на децата жртви на насилство и апелираме истото да запре. Ема и Катја отишле на шопинг по повод училишната забава. Катја пронашла фустан и одлучила да го купи. Овој ми се допаѓа. Ќе го купам. Ема, тебе не те се допадна ни еден фустан? Па не баш, но може да го пробам твојот фустан, колку да знам што да барам. Секако. Супер! Како не разбираш дека ќе ти платам дупло повеќе за тоа парче ткаенина? Само треба да ми го дадеш. Зошто толку го сакаш ова парче ткаенина, кога имаш цел магазин брендирани фустани? Зошто го сакам тој фустан? Не е твоја работа. Ама ако не ми го дадеш, ќе ги објавам твоите фотографии на сите социјални мрежи. Никој нема да сака да му бидеш партнерка. Па ти размисли. За какви фотографии зборуваш? На кампот во Хрватска ти крчеше погласни од Васко од петката. Освен тоа, твоите жолти чорапи со зелени монземјани. Па кој носи такво нешто во 21 век? На што зборуваш ти? Какви пози? Ема и ги покажала фотографиите на Катја. Дали е возможно да си го направила ова? Како можеше да ме фотографираш додека спијав? Зарем така се постапува? Уште пак ми се закануваш? Срам да ти е. Ти си таа што треба да се срами, глупава бубалицо. Ти давам 2 дена. Ако не ми го донесеш фустанот, ќе ги видиш твоите фотографии на сите социјални мрежи. Нема да можеш од соба да излезеш. Катја вознемирено си заминала дома. Полека им раскажала на своите родители што се случило. Во ред, Катја, смири се. Ке го решиме ова. Дали го имаш бројот од незината мајка? Не, тато. Добро, ќе се јавам на вашата класна и преку неја ќе го добијам бројот. Тато,
Што планираш да направиш? И покрај се, јас не сакам ема да бидам многу строго казнета. Сепак, тоа е само на непромислена грешка, а јас сум помалку виновна. Требаше да бидам повнимателна. Ах, звездо моја, и ништо од ова што ти се случува не го заслужуваш. Не грижи се. Ние знаеме што да направиме. Немој да се грижиш, Душо. Мислам го имам зачувано нејзиниот број. Се ќе се среди откако ние две ќе поразговараме, а ја има сигурно ќе си ја свати грешката. Мајката на Катја се јавила на мајката на Ема. Добар ден. Дали е госпоѓа Светлана на телефон? Да, може некако да ви помогнам? И објаснила што се случило. Ах, не ми се верува. Уште еднаш ви се извинувам за ова големо недоразбирање. Во последен период Ема многу чудно се однесува, но сигурно сум дека штом ќе поразговараме со неа, ќе се вразуми. Ќе се чуеме повторно. Во ред. Се надевам дека ќе се средат работите. До слушање. Ема, веднаш дојди си дома. Мора да поразговараме за тоа што се случувало вчера. Ах, Ема, дали дури и сега сваќаш дека лошо си постапила? Треба да размислуваш пред да кажеш нешто, бидејќи твоите зборови можат да повредат некого. Никој нема право да ги злоупотребува фотографиите на некој друг. Во тој момент бев целосно избезумена. Толку многу го сакав фустанот на Катја, што навистина не внимавав на зборовите. Но, затоа си ја научив лекцијата, дека треба да се контролирам, инаку може да му наштетам на некој. Сега ќе се јавам на Катја, мора да ја се извинам. Ало, Катја, јас многу ти се извинувам, навистина. Не мислев да ги објавам фотографиите, туку само сакав да те заплашам за да ми го дадеш фустанот, бидејќи многу ми се допаѓа. И знам дека воопшто не требаше да ги направам тие фотографии, затоа сите ги избришав. Но сватив дека моите непромислени постапки им наштетуваат на другите, па дури и со тебе се скарав. Јас си ја научив лекцијата, ова нема да се повтори. Се надевам ќе ми простиш, но нема да те присилувам. Гледам дека се научила лекцијата. Јас нема што да ти простувам, но ако ова ти се повтори, нема да ти дадам уште една шанса. Не, нема, ти ветив. Во ред, се додека си стоиш на зборот, можеш да сметаш на мене. Па нели, за тоа се другарите? Ема и Катја се смириле и заедно отишле на забавата. Катја, немој да имаш трема. Па цел ден само повторуваш што треба да кажеш. Ке видиш, на крајот сите ќе се воодушеват од вашиот говор.
Во ред, ќе пробам да се смирам. Но ова е нешто големо за двете. Се надевам ќе поминеме добро. Не знам дали да излезам на подиумот со Катја. Се чувствувам засрамен. Ема, важно е што се ја свати грешката и се промени. Тоа на сите им е јасно. А ако некој не може да го види тоа, важно е дека ти се познава себе си и никој не може да те увери во спротивното. Ти не се лажи себе си. Верувај ми дека можеш. Знам дека можеш. Знаеш, поправо си. Јас си стојам зад своите грешки и мора да продолжам. Нема да се крием веќе. Туку ќе покажам со моите дела дека јас се сменив. Скачиле на подиумот и го започнале говорот. Драги соученици, драги професори, се надевам дека вечерашнава прослава ќе поминеме убаво и дека секогаш ќе ги паметиме убавите спомени. Но пред да започне забавата, би сакале да кажеме неколку збора за еден голем проблем во нашето општество. Многу деца секојдневно се жртви на врсничко насилство и закани. Многу од тие деца страдат и физички и психички, како резултат на булинг. Тока некои доведува и до лоши навики и мисли, за кои ни самите тие не се свесни. Ми требаше многу време за да сватам дека и јас самата сум постапувала сосем погрешно. Но, кога конечно ја видов вистината, сватив дека мора да го променам моето однесување. И јас на вистина се променив. Сега, кога и да видам некој кој е жртва на булинг, секогаш ќе застапувам неговата страна, бидејќи јас научив од сопствените грешки. Научив дека треба да размислам пред да кажам нешто. Научив дека навредувањето на другите е олицетворие на сопствените слабости и двоумења. И се надевам дека секој кој извршил било какво насилство врз некого, ќе размисли за своите постапки. Се надевам дека ќе се промени за доброто на самиот себе и на другите. И доколку некој некогаш се однесува лошо, послушате му го правиот пат, затоа што тоа понекогаш е неопходно за да се вразуми таа личност. И уште еден совет од мене. Доколку било кој од вас или некој ваш близок е жртва на булинг, нека не молчи. Разговари и посоветувај се со некој повозрасен. Не постапувај на своја рака, бидејќи можеш да погрешиш. Само на овој начин, оној кој го врши булингот може да се запре. Само на овој начин, таа личност може да сфати каде погрешила. Ви благодариме. Булинг. Зборот булинг доаѓа од англискиот јазик и најчесто се користи кога е во прашање врсничкото насилство и тој представува збир на намерни негативни постапки кои долготрајно се насочени кон едно или повеќе деца. Во оваа дефиниција на Дан Олвеус по негативни постапки се подразбира секое намерно нанесување или тенденција да се нанесе повреда, непријатност или штета на друго лице. Физичко насилство како булинг. Секое намерно нанесување на физичка повреда врз едно или повеќе деца со цел да се покаже моќта на насилникот врз жртвата се смета за булинг.
удирање, туркање, штипење, кубење. Во случаите каде булингот завршил со сериозни последици по децата, родителите не знаеле и не приметиле промена кај децата, ниту пак знаеле дека нивните деца се соочуваат со булинг. Истражувањата покажуваат дека доколку жртвата на булинг се спротистави на насилникот и изгуби, насилството ќе биде поголемо и подолготрајно. Затоа не се препорачува спротиставување. Жртвите на булингот сметаат дека булингот трае подолго бидејќи насилникот е способен да влијае врз мислењето на останатите за жртвата. Колку е сериозно? Најголем дел од децата помеѓу 10 и 18 години се повеќе загрижени за емоционалното малтретирање и суровоста на врсниците од било кој друг проблем со кој се соочуваат. Над 95% случаите на насилство помеѓу децата од основно и средно образование завршиле кога во решавање на случајот ќе се инволвира возрасен. Повеќе од половина од пријавените случаи на булинг, односно 57%, се спречени благодарение на интервенција на врсник на жртвата. Најголем дел од децата сведоци на булинг не би го пријавиле булингот од повеќе причини, меѓу кои страф од насилникот, близина со насилникот, одобрување на насилството поради незнаење. Најлесен и најбрз начин да се спречи запред булингот е доколку биде пријавен на вистинското место. Ги охрабруваме децата, без разлика дали се жртви или сведоци на булинг, да го пријават кај родител, оделенски раководител или стручна служба. Симптоми кај децата жртви на булинг. Децата жртви на булингот се тивки, лесно се расплачуваат, не учествуваат во групна и тимска работа и одбиваат да одат на училиште без образложение. Колку доцна е предоцна? Според УНИЦЕФ 8,6% од учениците во нашата земја помислиле на самоубиство во последните 12 месеци. Над 85% од децата не разговараат со возрасен за своите проблеми. Правни регулативи. Доколку се комбинираат членови од постоечки закони во нашата земја, булингот може да биде пресуден како кривично дело. Во стратегиите и законите за спречување на насилството, игнорирањето на насилството е на исто рамниште со самиот чин на насилството. Стоп на булингот. Стоп на булингот. Наша цел е со помош на постери и пораки да им укажеме на децата дека насилството не е во ред, а сведоци сме дека тоа се случува секојдневно и најчесто жртви се децата. Голем број деца секојдневно се жртви на насилство, и тоа на вербално насилство. Па затоа, ние би порачале на децата да размислат два пати пред да кажат лош збор. Исто така, во последно време интернет малтретирањето е во подем, поради тоа што децата мислат дека е безопасно, но сепак тоа остава голема трага врз понатамошниот развој на жртвата. Доколку сте сведок на булинг, веднаш пријавете. Тоа е најмалиот дел што можете да го направите, а некому ќе значи многу. Булингот е забранета. Целта на овој постер е да кажеме дека булингот не е окей. Ако видите какво било малтретирање или сте дел од тоа малтретирање, обратете се кон некој повозрасен, родител, оделенски раководител или некој од училишната служба. Насилството може да го запрете со тоа што ќе проговорите. Насилството од соучениците е голем проблем присутен насекаде. Насилството кон децата може да остави трајни последици на нив.
Децата се тие што го прават поубав светот. Како порака можеме да го кажеме тоа дека на секое дете му треба безгрижно детство. Детство кое целосно е ослободено од насилство и злоупотреба. И никој нема право да го земе детството од нивните раце. Искуството на Лана. Јас сум Лана и ова е моето искуство со врсничкото насилство. Се започна кога бев прва година средно образование. Сите ме мраза и немав ниту еден пријател, бидејќи никој не сакаше да се дружи со мене. Сите мислеа дека ќе ги посрамотам ако некој ги види со мене. Во моето училиште проблемот беа парите, а јас не бев девојче кој што мислеше дека ако имаш пари имаш се. Не сакав да носам скапа облека. Бев многу скромна и срамежлива. Имаше една група девојки. Ме следеа наоколу и ме фотографираа во бањата за фотографиите да ги испратат до целото училиште. Кога ќе се вратев од училиште, одев во мојата соба и плачев цела вечер. Никогаш не разговарав со никого. Оцените ми се намалија и наставниците секогаш им се уваа на моите родители. Но моите родители им рекоа дека сум мрзелива и дека воопшто не сакам да учам. Тие знаеа дека ме малтретираат, но никогаш не се обидоа да го спречат тоа. Само сакам да им кажам на сите што минуваат низ истото. Се подобрува. Знам дека е навистина тешко, а можеби понекогаш ќе се чувствувате како да се откажувате. Но мора да бидете своји и да бидете сигурни во себе. Не дозволувајте да ве скршат. Ако некој ви суди, тоа е сопствен проблем. И се уште сте тука, продолжувате со вашиот живот и затоа можете да бидете горди на себе. Луѓето во секојдневниот живот за жал се среќаваат со многу лоши ситуации. Сите од нас некогаш сме биле сведоци на овие ситуации. Ние денес ќе зборуваме токму за тоа. Ќе зборуваме за лошата случка булингот. Преку стрип ќе го прикажеме врсничкото насилство, кое за жал е се повеќе застапено. Досадно ми е. Ајде да се забавуваме. Можеме да се пошегуваме со некого. Сестра ми е многу сериозна овие денови. Јас мислам да се пошегуваме со неа. Да, добра идеја. Секако таа воопшто не ми се допаѓа. Имаме една идеја за шега, да направиме да се сопне и потоа ќе се посмееме. Може. Пак мора да одам на школа. Леле, Ела, не можеш ли поубаво да се облечеш? Сега мене ќе ми се смеат заради тебе. Па што очекуваш од неа? Таа секако не знае да се облекува. Марк ја пушта ногата за да ја сопне на Ела и таа паѓа. Леле, Ела, пак ме посрамоти пред цело школо. Жал ми е што си ми сестра. Толку си дебела што не можеш ни да одиш ни да станеш правилно. Ела почнува да плаче и бега додека Ерик влегува во училницата збунет. Што се случува овде? Ништо сега, веќе е доцна, ја пропушти забавата. Каква забава?
Ана Ела е толку несмасна што падна и се посрамоти пред сите. Освен тоа што се посрамоти себе, ме посрамоти и мене. Ама тоа воопшто не е срамота. Вие сигурни сте дека сама падна? Што ти е тебе, Гајле? Гледај си ја својата работа. Наредниот ден. Сега можеме да ја направиме забавата која ја спомнав вчера. Сите сте поканети на мојата забава покрај мојот базен. Ќе ја поканиш ли Ела? Секако дека не, па таа нема ни костум кој ќе ја собере. Па тогаш и јас не доаѓам. Зошто? Затоа што да не поканиш некој за бизарни причини не е воопшто добро. Ама ќе ни биде здодевно без тебе. Ајде дојди, ќе се забавуваме. Не, нема да ми биде интересно. А и секако треба да се спремам за утрашниот тест. А ти, Ела, бидејќи не си поканета, ако сакаш дојди дома и ќе учиме заедно. Може, ќе дојдам. Не ми се верува дека Ерик сака да учи со сестра ми, а не сака да се забавува со мене. Мора да направиме нешто. Епа, во тој случај ќе ги поканеме двајцата. На забавата. Ела, каде ти е костумот за капење? Јас сум на стината и нема да можам да се капам. Ајде не лажи, сите знаеме дека немаш костум кој ти е точен. И јас би се срамел да облечам костима кој изгледав како неа. Ерик, ајде облечи го твојот костум за капење. И јас сум малку настина, нема да влегувам во водата. Добро, тогаш остани со мојата глупава сестра. Јас имам костим кој што ми е голем. Не верувам дека ќе ти е точен, ама ајде, пробај го. Изгледаш ужасно, ама ајде влези во водата. Не се чувствувам добро некако. Ми е ладно, мислам дека нема да се капам. Дечки, ајде да видиме дали Ела знае да плива. Ја турка во водата. Ела всушност не знае да плива и почнува да тоне пошто вика за помош. Сите и се смеат, освен Ерик која спасува. Зошто ние и се смеевме на Ела вчера? Тоа што се случи не беше воопшто убаво. Зошто не би се смееле? Таа е само обична губитничка. Јас само сакам да се шегувам со неа. Здраво, Ела, изгледаш прекрасно денес. Се шегуваш со мене? Не, навистина. Ми се допаѓа твојата фризура и твојот стил. Фала. Мило ми е така што мислиш. Ева, дали ти почна да се дружиш со Ела? Да, зошто? Има некаков проблем? Не, нема проблем. Јас размислував дека ќе ми биде поинтересно ако Ела ми биде пријателка, а Ема навистина претерува. Што ви е вас? Зарем заборавивте каква губитничка е Ела? Па, може би според тебе таа е губитничка, но не заслужува така да се однесуваме со неа. Мене ми се здосади од шегите со Ела. Ела, сакаш ли да се пошегуваме со Ема? Не, мене не ми беше убаво, нема да и биде ни неа. Добро, ајде ќе си најдам друга занимација. Да, подобро би било да си најдеш ново хоби. Мило ми е што разбравте дека да се понижува некој не е воопшто убаво. Кога ќе помислам, моите пријатели може би се во право. Ела мене ништо не ми направила, а и тоа што е малку поинаква од мене, воопшто не ја прави лоша личност. Не ми се верува дека го слушам ова од тебе, Ема. Мило ми е што така мислиш, ама тоа треба и да го покажеш. Да, навистина ќе морам да најдам начин да ја се извинам на Ела за се што и направи. Ерик, дали ти случајно имаш некоја идеја како можам да ја се извинам? Па за почеток размисли што ти се допаѓа кај Ела. Иако тоа никогаш не го покажува, мислам дека кај Ела се ми се допаѓа.
Таа е прекрасно девојче, убава е, мила, мирна, а исто така изгледа прекрасно. Прекрасно е што така мислиш, но ако толку многу ти се допаѓа, зошто ја исмејуваш и се шегуваше со неа? Па, да бидам искрена, јас многу љубоморев неа. Таа секогаш беше подобра од мене, секогаш имаше поубави оценки, подобро однесување и сите неа ја сакаа повеќе. И затоа кога почнавме да одиме на училиште, јас морав да најдам начин да е полоша од мене и почнав да ја исмејувам. Многу убаво го кажа ова. Сега и јас разбирам како си се чувствувала. Најубаво би било исто во ова да ја го кажеш на Ела, таа е разумна девојка, ќе те свати. Тоа е прекрасна идеја, но морам да признам дека се срамам после тоа што ја го реков и начинот на кој се однесував со неа. Да, навистина, твоето однесување беше лошо, но секој заслужува втора шанса, па така и ти. А ако се плашиш да ја го кажеш тоа сама, кажи и пред нас. Убаво би било, пред вас би била поопуштена. Предлагам да излеземе сите заедно и ова да ја го признаам на сестра ми, па се надевам дека ќе ми прости. Здраво на сите, ако сте слободни после часови, би ви предложила да одиме некаде заедно и да поразговараме. Ние сме слободни. А ти, Ела, слободна си после часови? Јас сум слободна, ама зарем ти сакаш да излезеш со мене? Зошто не би сакала? Ајде се гледаме по часовите. По часовите. И објаснува на Ела зашто така се однесувала со неа. Се извинувам, ќе ми простиш ли? И јас сакам да се извинам. Ти не го заслужи тоа што ти го правевме. И јас ти се извинувам. Ќе ми простиш ли? Секако дека ќе ви простам. Јас долго време санував дека ние ќе се држиме заедно. Иако тоа што го правевте не беше добро, ама секој заслужува втора шанса. Многу ни е мило што ни прости. Тоа беше прекрасно од тебе, Ела. Јас мислев дека ми е интересно да се шегувам со Ела, но она што ми е навистина интересно е да имам другарка како неа. Се согласувам. И така се е добро кога добро ќе се заврши. И не заборавајте, пријателите се како детелина со 4 листа. Тешко е да се најдат, но среќен е оној кој ги има. Во оваа презентација сакаме да кажеме со што се среќава човекот во секојдневниот живот и што треба да се преземе за подобар и посреќен живот. Во гробот на семејството треба да се случуваат убави и незаборавни мигови, исполнети со љубов, внимание и среќа, а не заеднички поминато време да не потсетува на болки и вознемирувачки случаи. Кога понижуваш, удираш, навредуваш некое дете или другар, размисли дека и тој е нечи син, брат и дека можеби дури тој е посилен од него. Неговата јачина се гледа во неговиот карактер и во неговото воспитување. И старите лица некогаш биле млади, работливи и вредни и се грижеле за своите деца и семејства. Како што отчукува животниот часовник и кога ќе дојде време да им пружиме нега и внимание, треба повеќекратно да им се врати за нивниот вложен труд во нашите родители и во нас. Покажи ја твојата сила и јачина користејќи раката за пишување убави и мудри зборови, а не за нанесување болка на други. Секоја подадена рака, било да е на човек или на животно, треба да биде сватена како добронамерна и како гест за пријателство, а не таа рака да го нуди последниот замок.
Стоп на насилство. Насилството раѓа насилство. Сопри го, не го разгорувај. Преку два кратки драмски текстови го представуваме врсничкото насилство кое се повеќе е застапено. Детството се одвива во училиштето на Адам, каде што еден училишен ден Деана, Вера и Каролина го малтретираат Адам поради неговата верска припадност. Еве го муслиманот Адам. Се обраќа кон Вера и Каролина. Сите тие се исти. Смејќи се погледнува на кај Адам. Какви мислиш? Се разбира, сите се валкани и црни, а ти згоро на се си сиромашен. Не е вистина. Зошто мора да се делиме според нашата верска припадност, зошто мора да шириме омраза меѓу нас? Многу си глупав. Ние никогаш нема да бидеме исти. Погледни се себе си, па потоа зборувај со нас. Погледни се каков си, партелав и уште пробуваш да зборуваш со нас, леле. Адам плачејќи влегува во училницата. Во оваа ситуација Адам се чувствува запоставен од неговите врсници поради неговата верска припадност. Тој се обидува да им докаже дека сите сме еднакви без разлика на верската припадност и не треба да се делиме меѓу нас според тоа кој колку пари има или кој како се облекува. Насилството се случува преку социјалните мрежи меѓу Ања, Маргарита, Марко и Оливија. Дали ја видов фотографијата што ја објави Ања? Какви бруки? Вистина, каков срам. Што се случува? Леле, сега си прави кога да не знае. Што е погрешно со таа фотографија? Ти немаш никакво право да објавуваш такви фотографии. Како смеете така? Тоа е моје право и вие не смеете да ме осудувате според мојот профил. Кај постирам фотографии какви што сакам, а вие немате право да ме осудувате. Во оваа ситуација Ања е малтретирана од страна на своите врснички така што тие измејувале нејзина слика, со тоа што ја одзеле правото на социјален живот. Ања била измејувана од страна на голем број луѓе. Таа била многу повредена и понижена со тоа што ги изгубила сите своји пријатели. Таа изгубила цела гордост која тогаш имала. Дошло до ситуација да го промени училиштето во кој учела. Не молчи, искажи го своето мислење. Насилството знае да има големи последици. Мирот и спокојот се единствено богатство на еден човек. Многумина го постигнуваат она што го сакаат, а притоа се губат себе. Не прави го она што не се да го прават тебе. Вистината е дека сите ќе ве повредат, вие треба да ги пронајдете оние за кои што вреди да се страда. Знаете, глас не чуем предварително те Како што можете да видите, Јосип Пантелеимона работевме на темата, која во последната година е најактуелна – пандемијата и онлайн наставата. Со оваа презентација не сакам ниту да одбранам, ниту да навредам некој. Само сакам да ја представам ситуацијата од моје гледиште. Почетокот на пандемијата беше крај на март, кога дознавме дека нема да одиме на училиште за 2 недели. Сите бевме среќни, не знаејќи дека тие 2 недели ќе се претворат во скоро 1 година. Поради целата ситуација имаше разни мерки, како дистанцата, маските, карантинот и познатата онлайн настава. Позитивните и негативните страни за онлайн наставата. Позитивните. Остануваме сигурни и ги штитиме другите. Можеме на некој начин да сме поудобни. Можеме да слушаме музика на малите одмори. Имаме пристап до повеќе информации и наставниците можат да ги споделуваат истите. Негативните. Ограничен ни е контактот со нашите соученици. Физичкото здравје е загрозено, како очите и нашето држење. Психичкото здравје е загрозено, како премногу стрес
и притисок од страна на наставниците и родителите. Лесно оттргнување на вниманието. Луѓето со кои живееме, не сакајки, можат да пречат во наставата. Во наредниот слайд ние ќе го прикажеме животот на еден ученик во пандемија. Мама и тато ќе ми викаат поради слабата оценка по хемија. Не напишав домаш на англиски, но како би можел или можела кога пишував математика. Треба да учам француски, но ништо не ми е јасно. Треба да си легнам до цнаe, но немам завршено со домашното по физика. Денеска не успеав да излезам надвор, а баш сакав. Во овој слайд видовме неколку од размислувањата кои повеќето ученици можат да ги препознаат. Во овој слайд ги имаме напишано честите реченици, кои секојдневно ние како ученици ги слушаме од наставниците. Зар само со еден ученик ќе работам? Намалувам оценки доколку не ги пуштите камерите. Зашто не сте да вршите домашната? Имавте доволно време. Многу слаби тестови. Срамотно. Начини на кои можеме да ја подобриме наставата. Да има повеќе комуникација помеѓу учениците. Доколку некој не се јави, да има шанса да се објасни зошто во рок од 10 минути. Да нема потреба да се пуштат камерите, освен на тестови или испитувања. И за крај, до сите деца и наставници. Заедно сме во ова, па затоа, колку и да е тешко, треба да сме трпеливи и да ги почитуваме мерките. Изработиле Антонина Ристеска и Розита Ивановска. Поздрав и од мене до колегите, директорката, гостите и учениците. Сега ќе ви представам анкетата, резултатите од анкетата. На учениците од 3 до 9 одделение беше спроведена анкета со цел да се испита мислењето на учениците за и ставовите на учениците во врска со врсничкото насилство и сајбер насилството. Реализатор, тим за проектот, извинете за звукот не е до мене, реализатор, тим за проектот за развивање демократска клима. Да напоменам дека анкетниот прашаник беше анонимен и не се знае кој одговарал, само го испитувавме мислењето на учениците. На првото прашање, дали знаете што е тоа врсничко насилство, учениците одговорија дека 466 ученици одговорија дека знаат што е тоа врсничко насилство, додека 97 ученици одговорија дека не знаат што е тоа врсничко насилство. На второто прашање, дали во текот на твоето школување врз тебе е направено некаков вид насилство од страна на врсниците, 48 ученици одговорија дека врз нив е направено физичко насилство, 89 ученици одговорија дека врз нив е направено вербално насилство, додека 145 ученици одговорија дека врз нив се имало насилство во вид на навреди, закани, погрдни зборови, 20 ученици одбрале дека врз нив е направено насилство во вид на пораки со сексуална конотација и 33 ученици одговорија дека врз нив имало насилство на интернет, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram или TikTok. Следното прашање беше дали знаете што е тоа сајбер насилство. Учениците и испитаниците одговорија на следниот начин. 353 ученици одговорија дека врз нив е направено дека знаат што е тоа сајбер насилство, а 209 ученици одговорија дека не знаат што е тоа сајбер насилство. Значи, тука гледаме дека скоро 50-50 ученици, проценти од учениците знаат, а другиот дел не знаат што е тоа сајбер насилство. Дали постои насилство за време на часовите на Teams или националната платформа? На ова прашање учениците одговорија дека постои насилство во Teams и националната платформа, значи 4 ученици одговорија дека постои, 486 ученици одговорија дека не постои насилство за време на Teams, за време на часовите во Teams и националната платформа.
Следното прашање беше наведете како насилство постои за време на онлайн часовите од страна на вашите врсници. На ова прашање 422 одговори имавме. Еве дел од одговорите на кои што од одговорите на учениците. Никакво насилство немало врз мене, не ми се случило такво нешто. Најчесто беше дека немало насилство на онлайн часовите, додека другите одговори од испитаниците и учениците беа следните. На свет час се караат, лика и на тие што имаат уклучена камера и траќање на слики на другите деца во други одделенија и школи. Некои од децата ги мутираат и ги тргаат од часот, но сите освен учителката сега се атенде и не можат да сликаат или мутираат. Ободека се мисли дека со новите поставки во Тим сега веќе учениците не можат да исклучуваат ученици и да мутираат. Следното прашање беше дали си присуствувал во ситуација во која постоело насилство меѓу врсниците или на интернет. На ова прашање 186 ученици одговорија дека присуствувале во ситуација во која постоело насилство меѓу врсниците на интернет, додека 370 ученици одговорија дека не присуствувале во ситуација во која постоело насилство меѓу врсниците на интернет. На следното прашање дали се плашите да пријавите насилство поради фактот дека ќе бидете одбиени од другарите или од страх дека ќе станете и вие жртва на насилство. На ова прашање 90 ученици одговориле дека се плашат да пријават насилство, додека 463 ученици одговориле дека не се плашат да пријават насилство поради фактот дека ќе бидат одбиени од другарите или од страх дека ќе станат и тие жртва на насилство, што е добар податок дека најчесто учениците не се плашат да пријават насилство. На следното прашање доколку си бил сведок на такви видови насилство, како си реагирала? Тука имавме 424 одговори. Ево ова се дел од одговорите на учениците. Не сум бил сведок, не ми се ми случило такво нешто. Нена моја другарка кажува да им прати домашна, ама таа не праќаше. Можеби не ги виде кораките и сите почнаа со погребни зборови да ја викаат. Потоа јас ја бранев и ја поддржував мојата другарка. И јас кога го видов тоа, одма кажав на директорот. Јас сакав да ја смирам ситуацијата меѓу врсниците, а потоа да кажам до класниот раководител. Некои кажале дека биле многу исплашени, би го кажал настанот, ако сум сведок на такви видови насилство, јас не би ги слушала и би им кажала по возрастите како родителите, класниот раководител и други. Најчесто не би сакала да се мешам, но не сакам да гледам и да седам мирно, затоа што правам се што можам во тој момент. Значи, овие беа најчести одговори. На следното прашање, 9-тото, доколку трпите насилство од врсниците на училиште, како реагирате? Тука имавме 431 одговор. Меѓу нив беа, ќе му кажам на родителите, не ми се има случајно. Би им кажала на педагогот и психологот, немам трпено насилство од врсниците, ќе не трпам насилство од врсниците во училиште, би пријавил кај наставничката, се обраќам кон класниот раководител, додека имаше дека би кажале и на семејството и на класниот раководител. Следното прашање беше доколку трпите насилство од врсници или од постојни луѓе на интернет, како реагирате? На ова прашање имавме 416 одговори, меѓу кои ќе му кажам на родителите, не ми се има случајно, многу исплашено и нервозно, ги игнорирам, ќе ги блокирам, би ги пријавила, други би повикале полиција, пробувам се убаво ако не успее за лошо, би кажала на мојот родител. Ова се дел од одговорите и најчести. На следното прашање, кој е најчесто жртва на насилство во училиште? 91 ученик одговорил дека момчињата се најчесто жртва на насилство во училиште, додека 119 одговориле дека девојчињата се најчесто жртва на насилство, а 300 ученици одговориле дека подеднакво момчињата и девојчињата се жртви на насилство. Од ова прашање гледаме дека најчесто и момчињата и девојчињата се жртви на насилство. На следното прашање, колку често се случува врсничко насилство во вашето училиште? Тука одговори учениците, 6 од учениците одговорија дека секојдневно се случува врсничко насилство, 46 од учениците одговорија дека често се случува врсничко насилство, 166 ученици одговорија дека понекогаш се случува врсничко насилство и 308 ученици одговорија дека ретко се случува врсничко насилство во училиштето. Тој е добар податок. Следното прашање е во колку имаш доверба за да го пријавиш насилството во училиште? Ова беше и последно прашање. Тука учениците одговорија, 234 од учениците одговорија дека на класниот раководител би пријавиле насилство во училиште, 47 ученик одговорија дека би пријавиле насилство на педагогот или психологот,
56 ученици одговорија дека би пријавиле насилство на директорот, 165 ученици одговорија дека би пријавиле насилство на член на семејството, 37 ученици одговорија дека би пријавиле на другар или другарка и 22 ученици одговорија дека би пријавиле на предметни наставници. Од ова истражување, од последното прашање, видовме дека најмногу би пријавиле на класниот раководител. Тоа е добро дека децата имаат доверба во своите класни раководители. Од ова истражување што го направивме преку анкетниот прашалник, стручната служба, која што доста помогна во составувањето на прашалникот и во спроведувањето, за се да се опфати да се види се околу она што имаат проблеми децата во училиште. Многу помогна педагогот Дијана, исто така и наставничките по граѓанско. И да одведме до заклучок како понатаму да се унесуваме, како да ги децата да ги освестиме околу тоа, околу врсничкото насилство. Значи да бидат повеќе свесни. Тука се имите активности кои што ги правиме во училиштето. Како и активности во училиштето планираме и понатаму да работиме на едукација на учениците за препознавање на насилството во сите негови облици, поттикнување на учениците да го пријават насилството, да станат свесни, да зборуваат за него. Во училишните програми постојат можности тоа да се реализира на оделенски час, на редовни часови, еднократни работилници, континуирани советувања и слично. Во реализирање на овие активности се вклучени сите почнувајќи од ученици, наставници, стручни соработници и родители. Тоа беше од анкетниот прашалник. Јас толку од мене за анкетниот прашалник. Поздрав! Благодарам, Елена. Дојдовме и до крајот на она што денеска имавме предвидено за овој настан. Сега би сакала само на директорката да ја дадам збор, да каже неколку збора. Повелете за тоа. Сега, од кај да почнам, прво да ви се заблагодарам за денешниот настан, прво јас лично. Сметам дека бевте и повеќе од успешни и навистина допревте кај мене многу длабоко. Сметам дека разработивте една многу актуелна тема која што не засега сите нас, како нас возрастните, а најмногу нормално нашите деца и ученици, ама и лично нашите деца во семејствата, затоа што и тие се дел од ова обкружување. Секој може да се најди во ваква улога, дали да биде значи од во врсничкото насилство, дали да биде малтретиран или да биде всушност тој што малтретира некого, значи или да биде жртва или да биде тој што малтретира некој. Би сакала да се заблагодарам прво на учениците за ваквите презентации, за сето ова што толку исцрпно ни го прикажавте. Се заблагодарувам и на наставничките кои што учествуваа во организацијата на овој настан. Така да сметам дека со ова што денеска го направивте, навистина не само кај мене, туку допревте кај сите нас кои што бевме присутни како гости на овој настан, допревте многу до длабоко во нас, до нашите срца и до нашиот ум, можам да кажам. Не поттикнавте многу да размислуваме за сето ова што се случува, затоа што очигледно дека ова се случува околу нас и е навистина многу актуелна тема. Така да се заблагодарувам за тоа што ја одбравте оваа тема. Многу жалам што немавте прилика во поширок аудиториум да се представите, значи пред целото училиште, пред вашите врсници, пред другите дечиња од училиштето, помали, поголеми, пред сите наставници, но настанов ќе биде ставен на веб страната на училиштето и се надевам дека секој кој што би сакал ќе може да ја проследи, да го проследи овој настан преку веб страната.
би требало секој да го проследи, затоа што беше навистина многу успешно прикажано сето ова. Очигледно дека овој вид на насилство постои. Видовме и од анкетата која што накрај ја проследивме, некои податоци дури и за мене беа зачудувачки во анкетата. Значи, сите треба да размислиме на оваа тема, да размислиме како да застанеме на патот и да направиме стоп на ваквиот вид на насилство. Ова го имало од секогаш. Може би како што се менува времето и приликите во општеството, се менува возраста ваша и така натаму, значи се менува видот на насилство, но секогаш каков и да е видот на насилство, дали е физичко, дали е психичко или било каков вид на насилство, е навистина многу страшно за мене и остава огромни последици, не само физички последици, ако е физичко насилство, но многу пострашни се оние психичките последици и всушност она што ќе остане во душата на оние кои што биле жртви на било каков вид на насилство. Тоа се големи лузни кои што можеби ќе ги носат цел живот и кои што понатаму во животот на овие сега деца, понатаму и возрастни луѓе, ќе бидат можеби причина за понатамошно, да речам, некакво делување во животот, за кое што можеби некој ќе се чуди понатаму зошто овој човек вака постапил во одредена ситуација, а всушност тоа е последица од нешто што на тој човек му се случило во детството. Не би сакала такво нешто никому да се случува, затоа ние сме возрастните пред се, а потоа и вие како деца, сметам дека треба да застанеме цврсто и да ставиме стоп на било кое насилство, значи што и да дознаеме, треба да пријавиме и да преземеме мерки и ние и други надлежни институции кои што би биле вклучени во сето тоа. Уште еднаш ви благодарам, уште еднаш жалам што ова не беше во многу пошироки рамки прикажано. Се надевам дека ќе го гледаат на веб страната сите други, дали ваши родители, дали вработените во училиштето, дали вашите другари, значи сите треба ова да го погледнеме и да размислиме што тоа се случува околу нас и како, на каков начин сето тоа би го спречиле. Ви благодарам, дечки, ви благодарам, почитувани колеги, колешки. И тоа е од мене. Се надевам дека во друга прилика повторно ќе дискутираме повеќе за оваа тема и ви посакувам успешен добар ден и успешна понатаму недела и иднина. Ви благодарам, директорке. Сега би замолила учениците да ги покажат своите пораки. Ајде, ученици, како поздрав на крај. Браво, дечки. Браво, супер. Браво. Овие сметам дека треба и да се стават некаде во кај нас во училиштето, значи да се истакнат. Се извинувам што се вклучувам, би ги замолила наставничките, значи сето ова да го чуваат, да го соберат, да го истакнеме на видни места во нашето училиште и сметам дека секој кој што ќе влезе треба да ги погледне и да ги прочита. Многу убави, многу силни пораки и овој настан денеска и овие ваши сето ова што вие го имате напишано, значи носат многу силни пораки на нас и на возрастните и на сите други, на дечињата. Ви благодарам уште еднаш.
Темнаш јас ви се заблагодарувам и на учениците и на сите присутни. Благодарам и до гледање.